Поранешниот македонски репрезентативец Даниел Аврамовски и официјално го засили тимот на Игдир, кој ќе се бори за опстанок во втората турска лига. Светската ракометна федерација со соопштение информираше дека Ракометната федерација на Македонија е казнета парично со 10.000 швајцарски франци за синокешниот дуел меѓу Македонија и Холандија поради инцидентите што се случија на трибините, а дел од трибините во Вараждин ќе бидат затворени. Стефан Сулев се врати на фудбалските терени после повредата која ја заработи на мечот со Вардарски во Богданци на 19 октомври минатата година во рамките на 8-то коло од втората лига. Искусниот фудбалер настапи на пријателскиот надпревар против Шкендија, кој заврши со триумф за прволигашот од Тетово. Енис Барди е пред трансфер во клубот на Роналдо, а тоа значи и враќање на македонскиот репрезентативец во шпанската Ла Лига, откако ќе стави потпис на договор со Валјадолид. Второлигаште Кожув и Детонит Плочковица денес на градскиот стадион во Гевгелија одигра пријателски надпревар кој заврши без победник и без голови 0-0. Двете екипи во пролетниот дел влегуваат во изменет лиг. Кошаркарите на Тикве што само еден поен разлика славеа над гостевра во тесен меч со резултат од 64-65, додека пак Кожув дома загуби од ТФТ Скопје, а на триумф во големото кошаркарско дерби се радуваше актуелниот шампион НМЗ Скопје над лутиот ривал Работнички. Вечерва ќе се соочат Феникс против Енерџијата Вардар. 1 минута спортски вести на спортска мрежа.